Мене најмногу ме инспирираше комплексноста на самата професија и начинот на работа, тоест дека не е тоа свирење на еден инструмент, туку е просто објаснето раководење или свирење на цел оркестар. Значи диригентот е тој кој што го раководи целиот оркестар или целиот ансамбл кој што е пред него. И таа комплексност беше за мене многу фасцинантна и јас тука се навлеков на таа моја професија понатамеш. Да, многу пати, на сите не се случува. Зависи колкава е грешката, може да е помала грешка и никој да не примети, може да е поголема, не, никогаш не застанува ништо. Може да е поголема грешка, може да не изгрешам јас, да сгреши некој друг, па јас да сум таа што во моментот треба да ја исправам грешката. Тоа се нормални работи за една работа во живо. На сцена мораме да функционираме сите заедно, бидејќи секој е еднакво голем дел од приказната која што се нарекува опера или балет. Порано диригентите, тоест композиторите сами си ги диригирале своите сопствени композиции кои ги напишале. И тоа не изгледало така како што изгледа денес, туку имале еден, да речеме, голем бакав висок стап кој го држале во десната рака и со кој го удирале по подот за да се држи ритамот, за да може оркестрот да свири со тие удари на подот. Се додека се случило еднаш композиторот Жан Батист Лили со стапот да си го удри стопалото и да го искрши сосема, дури да направи дупка во него. И од тогаш веројатно одлучиле дека не е баш тоа безбедно и величината на стапчето се намалила и достало ова што еве денес го имам. Не. Не е волшебно стапче, мора тој што го држи во рака баш така убава работа да изработи и доста макотрпна. Ме интересира уметноста воопшто, меѓутоа ме интересираат и јазиците, многу сакам да изучувам јазици и да читам книги на странски јазици. Знам англиски, италијански и шпански. Упорно мало човече со бушева коса. Воспитувањето на мојата ќерка. Сега на мајските оперски вечери ќе има премиера на операта Трубадур, која еве јас нема да ја диригирам, ќе дојде гостин, што е една многу позитивна работа, бидејќи секогаш ансамблот треба да промени малку од секојдневието и од диригентите кои секој ден работат со нив.